Се наоѓаме на местото на наводниот злостор на пронешниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Овие жардинјери беа направени од истиот тој градоначалник со цел, како прво, да се отстранат сите паркинг возила долж тревникот на булеварот Партизански одреди, како второ, да се заштитат пешаците и велосипедистите од сообраќајот и од неодговорните возачи, и како трето, естетски да се разубави најголемиот булевар во Република Македонија, тоа е булеварот Партизански одреди. Сите овие жардинјери, градоначалникот Јакимовски ископа и бунари, постави хидрантска мрежа и секоја година беа засадувани разновидни цветни аранжмани. Да подсетам дека до доаѓањето на Стефчо Јакимовски за градоначалник на општина Карпош, на територијата на општината немаше посадено ниту едно цвеќе на јавна површина. Оттаму не ни е јасно со изградбата на овие жардинјери и садење на цветни аранжмани што Стефчо Јакимовски направи, а е спротивно со интересите на граѓаните на општина Карпош. Значи, тој не е обвинет за криминал, тој не е обвинет за корупција, туку затоа што премногу работел и премногу направил за своите граѓани. За него вчера беше побаран притвор затоа што булеварот Партизански одреди наводно не бил во надлежност на општина Карпош, туку истиот бил надлежност на град Скопје и затоа што наводно тој сработил нешто што не била негова работа. Почитувани, не беше обврска на поранешниот градоначалник Јакимовски да ја коси тревата на територијата на општина Карпош, туку тоа е работа на градот Скопје, па тој повторно ја косеше. Не беше обврска на поранешниот градоначалник да одржува хигиената во општината, но истиот вработуваше по минимум 100 луѓе кои секој ден работеа во интерес да имаме почист и поубав Карпош. И за ова ли имаат намера да го судат, и за ова ли имаат намера да го притвораат. Затоа, нам од Гром ни е јасно дека нема да им се суди на тие што ништо не работат, туку само на оние кои што многу работеле за своите граѓани. И, конечно, не си виновен затоа што си виновен, туку затоа што треба да бидеш обвинет. А на оваа власт и требаат обвинети, уценети и замолчани политички противници, за да не можат да бидат судени, барем и со јавен збор за нивното неработење. Ви благодарам, дали имате прашање. Овака, за тие парцели конкретно на Илинденска, сакам само сега ќе кажам оваа прилика дека на пресконференцијата на Министерството за внатрешни работи имаше кажано многу работи кои што не се точни, многу факти кои што ја даваат целосната слика беа намерно или случајно изоставени, така да ние како политичка партија ќе имаме посебна пресконференција на едниве 2-3 дена на таа локација да ја објасниме на јавноста што на вистина таму се случувало, а она што можам сега да ви го кажам дека тој случај на обвинување на делот на ИМЕС и околниот дел на Илинденска е многу по бизарен неголи овој сега со цвеќињата. Значи, таму воопшто нема никаков случај, се е направено согласно закон, луѓето си ги искористиле тогашните позитивни законски прописи, низ годините како се менувале законите, го направиле тоа што го направиле. Ресторан Имес не беше времен објект. Само ќе ви кажам во оваа прилика дека во 1964 година таму е направен времен објект од 50 квадрати. За потоа во 88 па во 90-тите години беше направено преку 2000 квадрати ресторан, тврда градба, легализиран